Голема воена населба или засега непознат антички град, што крие локалитетот Локвенско кале во општина Кривогаштани. Ова се прашањата кои се поставуваат со неновите археолошки истражувања, кои за прв пат годинава се изведуваат на ова место. За сега откриено е дека локалитетот бил составен од акропола каде живеело населението и две некрополи каде се погребувале починатите. Годинава истражувањата биле насочени кон постарата некропола. Се наоѓаме на највисоката точка на овој локалитет кој што се наоѓа точно на тромеѓето помеѓу општините Кривогаштани, Долнен и Крушево. Од тука се гледа скоро половина Пелагонија. Поради значајната и стратешка позиција на ова место и наодите кои што се пронајдени во некрополата, се претпоставува дека станува збор за воена населба која што функционирала во тој период. Предпоставката е дека првично во 4 век била направена со цел да служи како моќна воено-стратегиска база за надгледување на варварските народи кои што навлегувале од северниот дел. Понатаму како се развивала населбата, дали нејзиниот карактер преминал во цивилна населба, треба да се потврди со истражувања кои што би се изведувале точно на овој локалитет, значи на населбинскиот простор. И според директорот на управата за заштита на културното наследство Виктор Лилчич, станува збор за позначање откритие на антички град кој засега останува непознат. Норовско или Локвенско, како сакате кале, значи е било обградено со еден огромен зид, значи и тој е негде 2 до 3 метри широк, не е откопан. Се надевам во догледно време ќе го отвориме, ќе го конзервираме и ќе го отвориме за употреба пред јавност. Значи тој е горниот град, акрополата. Таму југозападно е долниот град, местото се вика Градиште и терасите сите биле населени. Ние денес се уште не знаеме кој е името на овој град, значи претпоставуваме можеби тоа бил античкиот град Писаион, што е спомнат во историските извори. Јас се надевам дека во некој среќен момент ќе излезе некој надпис епиграфски кај што ќе биде името напишано. Главно е она што го знаеме дека овој град бил оформен некаде во архајскиот период, значи живеел се до освојувањето на римјаните, па и во римско време живеел. Наодите кои биле откриени во гробовите укажувале на тоа дека се работи за воени лица. За сега биле откопани 8 гробови. Во еден од нив се пронајдени монети со ликот на Александар Македонски, кои според првичните информации потекнувале од 4 век пред нашата ера. Според верувањата во антиката, овие монети биле поставувани во гробовите за да може покојникот со нив да го плати патот до светот на мртвите. Бидејќи тука станува збор за сребрена монета, се претпоставува дека во гробот бил погреба некој финансиски помоќен жител на оваа населба. Освен монетите, во гробовите биле откриени и други вредни предмети. Отворени се 130 на метри квадратни, се пронајде еден краток железен бодеж, се пронајде игла омега тип и се пронајде пиксида, сребрена пиксида изработена во техника на филигран со златна жица. Исклучително интересен и редок примерок, кој што на територијата на Македонија го имаме, мислам дека ова е третиот примерок. Од локалната самоуправа на општина Кривогаштани велат дека во иднина планираат од ова место да направат вистинска туристичка атракција и да обезбедат пристапен пат за сите посетители. Доколку наодите покажат дека се работи стварно според очекувањата за град од поголемо значење за историјата на Македонија, ние како општина во содејство нормално со Министерството за култура, владата, па и соседните општини ќе изготвиме еден заеднички проект со цел да можат граѓаните и сите оние кои што сакаат да го посетат тој локалитет да имаат пристапен терен до самото место на некрополата. Истражувањата планирано било да траат уште 2 недели и да продолжат идната година.